Ајде. Денеска во Струмица оствари средба со Сдруженијето на пензионерите. Секогаш е пријатен разговорот со нив, затоа што тие се мудри, искусни и нивните совети се секогаш добредојдени. Поголем дел од нашиот разговор се однесуваше на животот и секојдневието. Голем дел од мерките кои ги направивме во изминатиот период беа во договор со Сдруженијата на пензионерите. Со укинувањето на квотите за лекови на рецепт, овозможивме граѓаните да имаат лекови во било кој дел од месецот. Повеќе никогаш да не чекаат редови и да се прават гужви на почетокот на секој месец. Воведовме бесплатна вакцинација против сезонски грип за лица над 65 годишна возраст. Овозможивме и бесплатно болничко лекување без наплатна партиципација за пензионерите со пензија пониска од просечната во земјава. Во изминатиот период, соочувајќи се со тешки кризи, не само кај нас, туку и во светот, не дозволивме товарот на кризата да биде ставен на грбот на оние што не можат повеќе да заработуваат. Направивме се за да заштитиме оваа категорија граѓани. Така ќе продолжиме. СДСМ ги покачи пензиите за 50%, но брзината на растот на пензиите не може да направи задоволни и мора повеќе внимание да посветиме на пензионерите во наредниот период. Грижата за стандардот на пензионерите е наша должност. Тие се најпедантните плаќачи на обврските кон државата. Најнавремено ги плаќаат сметките за струја, комуналии, купуваат одредени работи кои што им се потребни на некој начин, парите веднаш ги враќаат во државната каса. Ќе направиме се за на стари години, по пензионирањето, секој да ужива во плодовите од својот поранешен труд. Тоа се наши родители, кои не застанале на нозе, штеделе да не школуваат, да не изведат на прав пат. Сега ние треба да се грижиме за нив и да им обезбедиме достоинствена старост. СДСМ ветувањата ги остварува. Тоа го знаат и пензионерите. Во следниот мандат на СДСМ минималната пензија ќе изнесува најмалку 20.000 денари, а просечната ќе достигне 30.000 денари. Планираме воведување на енергетски пакети за пензионерите кои живеат сами, во висина од 1.500 денари месечно во периодот од октомври до март. А во зимските месеци пензионерите ќе добиваат регрес од 3 до 6.000 денари. Највисоката поддршка ќе биде за пензионерите со најниски пензии.